Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова со вас во терминот до 12 часот. Големи инциденти се случија синоќа во Македонското собрание, откако стотици граѓани како дел од иницијативата за заедничка Македонија влегоа во собраниската зграда во обид да спречат пратеникот Талат Џафери да ја преземе функцијата председател на парламентот. СДСМ и албанските партии по официјалниот крај на седницата гласаа за негов избор и го прогласија за собраниски спикер. Овој чин ВМРО-ДПМН и иницијативата за заедничка Македонија го прогласија за државен удар. По инцидентите беа повредени речиси 100 лица, меѓу кои неколку пратеници, полициски службеници и граѓани. Меѓу повредените пратеници беше и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Инцидентите кои се случија беа осудени од целокупната домашна и меѓународна јавност. Шефот на државата Ѓорги Иванов повика на смиреност и диалог и ги покани лидерите на заедничка лидерска средба. Ова е изјавата на председателот на државата Ѓорги Иванов дадена синоќа по инцидентите во Македонското собрание. Во овие моменти на општа загриженост околу настаните во собранието на Република Македонија, ве повикувам да бидете смирени. Ве повикувам да останете присебни и да не подлегнувате на разни провокации, лажни вести и манипулации. Повикувам на смирување на тензиите и на ненасилство. Повикувам на разумно и одговорно однесување. Повикувам на одговорно однесување на сите надлежни институции кои мора да ги почитуваат Уставот и законите на Република Македонија. Пратениците се најодговорни за враќањето на состојбата во согласност со Уставот, законите и деловникот на Собранието на Република Македонија кои денес беа прекршени. Секој треба да биде одговорен за своите постапки и свесен за последиците кои произлегуваат од нив. Оваа состојба може да се надмине само преку почитување на правниот поредок на Република Македонија. Нема прашање за кое не може да се најде решение преку диалог во согласност со Уставот и со законите на Република Македонија. Затоа ги повикувам лидерите на парламентарните партии утре да дојдат во мојот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаме новонастанатата состојба. На лидерската средба да ги разгледаме сите опции за смирување и наоѓање излез од новонастанатата состојба. Лидерите ја добиле довербата од граѓаните и се најодговорни за наоѓање решенија во согласно со Уставот, законите и деловникот за работа на собранието. Никој друг однадвор нема да ни ги реши проблемите ако самите ние не ги решиме во согласност со државните интереси на Република Македонија. По враќањето од службената посета на Австрија, синоќа и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги осуди инцидентите. Еве што порача во пресконференцијата која ја одржа некаде околу 4 часот изутринава. Сакам да го осудам насилството кое поединци го направија, напаѓајќи и лично повредувајќи поголем број пратеници. Никогаш не сум оправдувал насилство, независно кој и зошто го предизвикал. Повикувам институциите да направат брза и ефикасна истрага и да ги откријат виновниците и да обезбедат докази, а веднаш потоа да ги изведат пред суд оние кои им нанесоа повреди на пратениците, на граѓаните и на полицајците. Никогаш во животот не сум помислил ниту на вас да дојдам, ниту да останам со насилства и со физички повреди на други лица. Ниту пак поддржувам други да го прават тоа. Како такви кои ме поддржуваат мене, така и моите опоненти. Повикувам исто така да не се ставаат во ист кош огромното мнозинство граѓани кои со денови мирно протестираа и оние кои никого не повредија, со оние кои тоа го направија вечерва. Тие имаат право на протест, на изразување ревот и на демократска борба за она во што веруваат, за доброто на Македонија. Ги поздравувам напорите на пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, што дадоа се што е во нивна моќ
и несебично им помогнаа на физички нападнатите пратеници. Ги поздравувам и напорите на полицијата, која се вклучи во смирување на состојбата, како и на лекарските екипи и сите оние кои се обидува да помогнат, како и на голем број странски политичари, со кои вечерва разговарав телефонски и испратија пораки за смирување на состојбата и зачувување на стабилноста. На повредените пратеници, граѓани и полицајци и посакувам брзо закрепнување. Второ, го осудувам начинот на кој СДС и другите партии кои ги поддржуваат одлучија денес да направат обид незаконски да изберат председател на парламентот, еклатантно кршејќи ги сите демократски и законски процедури, со што до крајна мера и свесно придонесоа за зголемување на тензиите и поларизација во нашето општество. Бројните провокации во изминатите денови, не само кон нас од ВМРО-ДПМН, туку и кон огромното мнозинство македонски граѓани, а особено кон македонскиот народ, се директен причинител за оваа ескалација на состојбите оваа вечер. Начинот на кој се обидува да изберат председател на собранието е целосно незаконски, противуставен и надвор од правилата на деловникот за работа на парламентот на Република Македонија. Раководството на СДСМ, како и другите партии од нивната коалиција, добро го знаат тоа. И тие свесно одлучија да го прекршат законот, уставот и деловникот, со што најдиректно ги предизвикаа настаните и сносат одговорност за тоа. Од Социјалдемократскиот сојуз утринава преку соопштение повикаа граѓаните да не подлегнуваат на сценаријата на Груевски. Демократските процеси продолжуваат по легитимниот избор на нов председател на собранието. Никој не може да ја спречи вербата и волјата на граѓаните на Македонија за живот, правда и придружување на Македонија кон цивилизираниот свет преку евроатлантските перспективи. Домашната и меѓународната јавност гласно ја поддржаа деблокадата на парламентот. Исто така јасно ја испратија пораката на режимот во распаѓање дека ова е неговиот крај, мора да се повлече пред мнозинската волја на над 700.000 граѓани представени преку 67 пратеници во собранието кои сакаат да живеат во демократска Македонија. Врвен приоритет за граѓаните и државата е да се реализира докрај волјата на граѓаните, изразена на кредибилни избори преку брз трансфер на власта согласно уставот, деловникот и законите во Република Македонија. Од тука институциите мора да ги преземат сите потребни мерки да ги заштитат државните и граѓанските интереси, стои во партиското соопштение од СДСМ испратено утринава. Доцна синоќа, инцидентите во парламентот ги осуди Американската амбасада во Скопје. Го осудуваме насилството во собранието на најсилен начин. Тоа не е во согласност со демократијата и не е прифатлив начин за решавање на разликите. Сега е критично сите партии да го почитуваат демократскиот процес и законот и да се воздржат од насилни акти кои ја влошуваат ситуацијата. Мнозинството пратеници го избраа Талат Џафери за председател на собранието за време на редовна континуирана седница на собранието. Ние ќе работиме со него за поддршка на демократијата и да ги унапредиме интересите на Македонија, објави синоќа амбасадата на САД во Скопје. Осуда стигна и од Европската унија. Еврокомесарите Хан и Могерини повикаа на смиреност и го признаа изборот на Талат Џафери како легитимен. Изјава за медиумите дадоа и амбасадорите на Европската унија. Дами и господа, јас сум шведскиот амбасадор и зборувам како најстар дипломатски представник во име на сите мои колеги од Европската унија и од САД вечерва овде. Во последните часови слушнавме вознемирувачки вести за настани кои што се случуваат во собранието, кои што резултираат со насилство, со инциденти, каде што имаме информации дека маскирани напаѓачи извршиле напади на некои избрани представници во парламентот на Република Македонија. Ова не е време за насилство, ова се вознемирувачки вести. Ова е време за диалог, не е време за насилство. Апелираме до сите страни да се воздржат од потпалувачка реторика и од активности кои што може да ги разгорат работите. Исто така апелираме дека полицијата има одговорност за воведување на редот. За
За случувањата во Македонското собрание доцна синоќа разговарав со универзитетските професори Тања Каракамишева и Александар Климовски. Тие сметаат дека начинот на кој Џафери беше прогласен за претседател е нелегитимен и оценуваат дека ги содржи сите елементи на државен удар. Ова е мојот разговор со професорите. Ова што го направија денеска пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и албанските пратеници представува класичен државен удар врз Република Македонија. Државен удар врз суверенитетот, независноста, врз територијалниот интегритет и врз севкупните уставни вредности врз кои што почива уставниот поредок на Република Македонија. И би рекла дека беше очекуван епилог од све оно што ни се случуваше во изминативе неколку месеци, дека е една добра странска режија, која што го одбраа денот да биде токму денеска, пикот на кризата, да се случи токму денеска, бидејќи во понеделник доаѓа висок представник на Соединетите Американски држави во Република Македонија. И впрочем и господинот Зоран Заев воопшто не го криеше целиот план, целото сценарио, само што требаше да се укаже, уште требаше да ги наброи сите чекори кои што ќе ги преземеа пратениците, меѓутоа ние сите бевме свесни дека не очекува еден клучен ден во кој Република Македонија ќе биде нападната. Тие мислат дека нападот го вршат на легален и легитимен начин, но е сосема спротивно. Сето ова сценарио кое што го видоа денеска граѓаните на Република Македонија е во теоријата, во практиката познато како државен удар и ова мора да се спречи на начин на кој што се спречува државен удар. Тоа во кривичниот законник е казниво дело од највисок вид. Тоа во кривичниот законник е кривично дело против државата и против граѓаните на Република Македонија и за ова дело мора да постои одговорност. Без разлика што се работи за пратеници кои имаат имунитет, но имунитетот настрана, ова сценарио мора да биде казнето од надлежните државни органи, доколку не сакаме процесите да се продлабочуваат уште подлабоко и доколку не сакаме да навлеземе во една институционална хаотична состојба во која што нема да се знае ниту кој е собрание, ниту кој е влада и така натаму. Во моментов не знаеме. Така. Видовме како СДСМ, пратениците на СДСМ и албанските партии кренаа раци и го изгласаат Ал Џафери откако Трајко Велјановски ја заклучи седмицата. Дали законот и уставот го дозволуваат ова како процедура? Така, значи ниту уставот, ниту законот за собрание, ниту деловникот на собранието на Република Македонија не го дозволува ова сценарио и овој чин кој што го направија денеска група пратеници. И пак ќе кажам, за тоа мора да сносат соодветна одговорност, бидејќи го прекршија уставот, го прекршија деловникот на собранието на Република Македонија и тоа на најгруп можен начин. Се знае точно како се одвива конститутивната седница на собранието на Република Македонија. Точно се знаат сите точки и текот на самата конститутивна седница. Јасно беше уште на самиот почеток дека конститутивната седница си има свој специфики. Таа не е иста како сите други пленарни седници, пленарни дискусии кои што ги имаат пратениците по повод одредени закони. Конститутивната седница си има специфична своја, би рекла, есенција, но и специфична тежина. Секој оној што сака да ги промени точките на дневниот ред, требаше на самиот почеток, кога се изгласуваше дневниот ред, да го направи тоа. Доколку пратениците на СДСМ сака наместо Трајко Велјановски да си го повикаат господинот Бранко, најстариот пратеник, да заседава и да биде председавач на конститутивната седница, тоа треба да го направи на самиот почеток, а не сега, откако поминаа денови и денови, кога се води дебата, се води расправа во врска со точките на дневниот ред, изгласани од сите пратеници, едногласно беше усвоен дневниот ред и едногласно се договорија пратениците да вака се тера дискусијата. Самиот тек на седницата исто така си има своји точки. Исто така
се додека не се исцрпи листата на пријавени дискутанти, на пријавени пратеници, за да се дискутира за одредена точка, не може да се оди од една точка на друга точка. Значи, спецификата на конститутивната седница е дека не може да се прескокне точката формирање на комисија за избори и именувања, да се оди на точката гласање за претседател на собрание, па пак да се вратиме на комисијата за избори и именувања, затоа што комисијата за избори и именувања треба да даде кандидати за претседател. Тоа што тие 20 пратеника утврдиле еден кандидат за претседател на собрание не значи ништо. Значи комисијата за избори и именување може да определи уште неколку претседателски кандидати кои што ќе бидат понатака ставени по азбучен редослед како една листа на кандидати за претседатели, за кои што сите пратеници ќе имаат право повторно да дискутираат во врска со поднесените кандидатури. Тоа значи дека доколку сакаа, нели цело време инсистира пратениците од СДСМ да ја прескокна точката на формирање на комисија за избори и именување, да се оди директно на гласање на Талат Џафери, тоа значи грубо кршење и на деловникот и на уставот, бидејќи секој пратеник има право да поднесе или да даде глас за и да застане зад одреден кандидат за претседател на собрание на Република Македонија. На ваков начин како што не сакаа индијански да избуткаат работава, тоа значи дека само тие 20 пратеника кои што застанале или еве нека се 60 или нека се 57 или нека се 67, не е битно колку се луѓе застанати зад тој кандидатски претседател, значи дека само нивната тежина е како пратеници, дека само тие се важни во собранието. Не се само тие важни, сите имаат еднаква тежина во собранието на Република Македонија. Секој пратеник е важен. Од тука потребно беше да се исцрпи точката за расправа во врска со комисијата за избори и именувања, од која ќе се исцрпеше целата листа на дискутанти, тогаш требаше да се формира комисија за избори и именувања, требаше самата комисија да се утврди предлог на кандидати, можеше и најмалку 20 претеника исто така да се поднесат и да се завршеше на најлегален начин согласно деловникот. Вака како што тргнале или вака како што гледаме дека се случува во собранието на Република Македонија, не е ниту демократски, не е ниту согласно уставот, не е ниту согласно деловникот, туку воведуваме варварски, воведуваме терористички, ако сакате, принципи на работење во институциите на Република Македонија, што е надвор од умот за сите тие сценаристи кои што ни го спремија ова сценарио, но и за извршителите кои ги гледаме дека со двете раце го прифатија извршувањето на тоа сценарио. Навистина нека им служи на чест на овие пратеници кои што застана во рушење на уставниот поредок на Република Македонија, треба да бидат запишани како луѓе кои што директно ја атакуваат Република Македонија и како не им беше срам да интонираат албанска химна во собранието на Република Македонија. Како не им беше срам, како ќе си отидат дома, како ќе им објаснат на своите деца дека тие молчешку во одбрана застана, си помена албанската химна во институцијата на Република Македонија која што ги представува сите граѓани на Република Македонија. Дали они забораваат дека Република Македонија е држава не само нивна, туку на сите граѓани на Република Македонија. И како не им е срам да стојат и да си молчат пред интонирање на албанска химна. А да не застануваат, да не стојат кога се интонираше македонската химна. Што стои сега на располагање? Кои се правните опции за излез од оваа ситуација во која што од вечерва се наоѓа Македонија? Значи, ова е сработа извън типично државен удар. Ако се следи генезата на настаниве, очекувано беше дека до ова ќе дојде, порано или подоцна. Генезата на настаните треба да ја бараме 2,5-3 години претходно и припремат уште година те напред тие 3 години, за да гледавме дека политиката практично го јавна правото со тие така наречени пржински договори, паралелни институции и така натаму и поминуваше така неказнето сето тоа. Очигледно народот го препозна таквото противуставно, противзаконито делување на оваа пратеничка група, кој што кулминираше со ваков еден очајнички, би рекол, од политичка гледна точка премногу аматерски обид на еден ваков начин да се суспендираат процедурите на парламентарната демократија,
би рекол на еден простачки начин, како што тоа го направи пратеничката група на СДСМ. Чекорите кои што следат после ова се дефинитивно нови избори. Треба председател на државата час поскоро во теков на овие неколку часови во вечерта да излезе со свое соопштение, да види што тој понатаму ќе преземе на во тој правец. Исто Кои така механизми и владата треба да излезе со свое соопштение. Да председателот во случај ова е класичен државен удар, ке председателот во случај може да прогласи военна состојба, па и воена состојба ако сака така да слушнете. И што соодветствува на оваа ситуација и во една ваква ситуација кога вие имате интонирање на химна на туѓа држава, кога вие не станувате пред вашата химна, а се декларирате дека сте пратеници и сакате преку трупа вон, односно со директно кршење на правилата на парламентарната демократија, конкретно на тој основен акт по кој што собранието функционира, а тој е деловникот, да го суспендирате правото на глас на оние представници на народот, на кој што тој им е гарантирано со тој акт за кој што сите застанале, тој е деловникот. Вие не можеме ништо да очекуваме дека тоа мнозинство, условно кажано мнозинство, базирано на Тиренска платформа, ќе владее вака простачки, како што се обидува простачки да ги скршат принципите на парламентарната демократија. Но се надевам ќе се сложите со мене дека никој во моментов не посакува крв во македонското собрание. Дефинитивно. И дека таквите инциденти какви што можевме да видиме за време на ТВ Дневникот се немило сценарио, кој што ниту еден политички субјект во Македонија не би требало ниту да го поздрави, ниту да го посака, ниту да стои позади некој таков. Како да се смири состојбата во собранието. Кога имате 60 дена континуиран огромна маса на луѓе со јасно изразени барања, нешто да не се направи или нешто да се истрпи за да се исцрпат сите процедурални механизми. И вие кога на таа маса нема да едноставно да одговорите, односно ќе игнорирате, ќе ја понижувате, ќе ја погазите и така натаму таа волја. Тоа се граѓани, тоа се огромен број на граѓани кои што ги кажаа своите барања и кои што упатија апели. 60 дена таа граѓанска иницијатива за заедничка Македонија апели упатуваше до ова да не дојде. Ова што се случи од страна на пратеничката група на СДСМ беше класична провокација за да се случи народно собрание. И кога ќе влезе народно собрание, што очекувате вие? Мазење, милење, не мислам како да ви кажам. Вие треба да имате доволен политички капацитет како лидер на опозициона партија, да не дозволите до ова да дојде. Напротив, Зоран Заев со таа пратеничка група ја изиритира таа маса, токму ова да се случи. Вие имате барање, апел упатен од еден протест кој што континуирано со бројка околу 200 над 200.000 граѓани со различен состав, персонален, етнички така натаму протестираат во 40 градови. И вие немате слух да излезете, да објасните на тие луѓе зашто се работи и слично и да отидете контра нив. Ова беше очекуван епилог. Точно, никому не му е мило да гледа вакви сцени во собранието повторно и така натаму. Апсолутно, ова не личи на парламентарна демократија. Меѓутоа, за она што го направи на СДСМ со овој начин на бирање на председател на собрание, така наречен председател на собрание, походници и така натаму, со интонирање на албанска химна, па не речи воопшто на државност, на партија која што ги штити државните интереси. Напротив. Каракамишева, кој правниот излез од ова, бидејќи судири помеѓу граѓаните сигурно не се излез од ова. Никој на никому не ниту посакувам, ниту пак сакам да се случуваат судири меѓу граѓани, особено не граѓани на Република Македонија, бидејќи сме свесни дека секој судир може да донесе мултиплициран судир и тоа да не однесе до една друга состојба во која што повторно никој не сака да влеземе. Значи, јас уште во неколку денови претходно зборував дека и апелирав до лидерите на политичките партии да се сретнат. И не да се сретнат адхок, и не да се сретнуваат позади сцена, туку да се сретнат јавно, условно да кажам, сите граѓани да знаат дека лидери на политички партии се сретнале за да се договорат околу натамошните чекори од излез од оваа политичка криза. Бидејќи беше јасно дека ако немаме партиски лидерски состанок,
дека до ова ќе дојде и до ова дојде. Значи, од тука апелирам уште денес или утре да си седнат лидерите на политичките партии, сите до една, кои што се во парламентот, во собранието, и да направат план за тоа како да се излезе од оваа кризна состојба. Затоа што се виде дека игнорирањето на мнозинската волја не може да помине, едноставно ќе се изроди уште поголем револт, кој што уште повеќе ќе направи одредени несакани последици. Од друга страна, ова индијанско сценарио кој што го видовме денеска, исто така не прави подемократска држава, туку напротив, не уназадува во процесите, не уназадува во демократијата, ако сакате комплетно, и ќе бидеме смешни пред светската и европската јавност, и покрај тоа што во овој момент можеби Заев добива одредени инструкции, вака прави, така прави, но верувајте дека ова е смешно. Ова е, сите ќе не се смеат што се случува во Република Македонија. Испаѓа дека ние немаме собствен капацитет да водиме институции на Република Македонија и дека треба да се собере таму на купче на пленарната сала, да се соберат на купче и да си гласаат како да сме во училница, деца некои мали, па сега си дигаат раце колку ќе собираат пари за пакетче. Од прилика така ми изгледало. Втора работа, овој избор е нелегален, овој избор не може да помине. Значи, ова денеска што го направија Талат Џафери не е легален, ниту легитимен председател на Собранието на Република Македонија. Оттаму, сите негови подписи немаат вредност. Оттаму, сите негови чекори, действија, немаат правна валидност. Тој председател е нелегитимен и нелегален. Тоа значи дека мораат партиските лидери да се соберат и да се договорат, да се организира конститутивната седница до крај. Ако треба да се забрзаат некои процеси, да си се избере на најлегитимен и најлегален начин председател на собрание, но потоа тој председател ќе мора повторна лидерска средба, значи на лидерската средба да се договорат што ќе правиме понатаму. Тој председател мора да распише нови предвремени парламентарни локални избори, се со цел да се надмине причината за оваа криза. Која е причината за кризата? Тиранската платформа која што ни беше подметната постизборно. Секое кукавичко јајце треба да се тргне настрана, доколку си го сакаат тоа кукавичко јајце, нека си го стават во своите изборни програми и нека се излезат на избори, па да видиме. Ако граѓаните ги гласаат, окей, нека бидат тие главни и нека си се смени, нека си се направи трансфер на власта, мирен и така натаму. Но, се додека граѓаните не се изјаснуваат или немаат можност да се изјаснат за сите тие точки содржани во таа платформа, ќе имаме проблеми, ќе имаме револт, кој што очигледно беше дека ќе мора да ескалира до степено до кој што ескалира и можеби уште повеќе ќе ескалира доколку лидерите не ја смират состојбата на терен и не произведат одредени правни, чекори кои што ќе доведат до комплетно завршување на политичката и правната криза во Република Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во денешното издание на Пулт можевте да погледнете преглед, да слушнете преглед на клучните изјави од вчерашниот ден од настаните кои што се случија во Македонското собрание, како и анализата на настаните направена од професорите, универзитетските професори Александар Климовски и Тања Каракамишева. Овие материјали ќе можете исто така да ги погледнете и на нашиот веб портал rsm.mk. Постои најава, покана од председателот на државата Ѓорѓе Иванов за одржување на лидерска средба во текот на денешниот ден. Се уште е неизвестно кои од лидерите би учествувале во една таква средба. Од Македонското собрание пред малку испратија соопштение дека во моментов се прави увид на настанатите штети, се санираат дел од нив за да се овозможи повторно нормално функционирање на зградата на Македонското собрание и како што велат од кабинетот на председателот на парламентот Рајко Велјановски, продолжување на конститутивната седница. Што ќе се случува ќе следите и во информативните изданија на Радио Слободна Македонија, толку во ова издание на Пулт. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте добар ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.